Не е все така црно. Има нещо црвено. Црвени се возилата со кои што располагат противпожарната територијална единица од Битола. Почитувани колеги, пред нас е програмата за работа на територијалната противпожарна единица од Битола за 2016 година. Ќе се осврнам на две точки, ќе сакам да го запрошам нешто командирот на противпожарната единица. Во точка 2 велите вршење на технички интервенции согласно со можностите на единицата во смисла на опременост и слично. И точка 9 за техничкото опремување на територијалната противпожарна единица ќе биде изготвено барање за набавка на опрема, техники и средства за гасење на пожари во 2016 година, која ќе биде доставена до Советот на општина Битола преку секторот за финансии и буџет. Рок јануари-декември 2016. Овие две точки ги поврзувам со нешто друго. Почитувани колеги, ние во територијалната противпожарна единица располагаме со експонат возила. Значи тие, спомена колегата, ни во музеот нема да ни ги земат. Ако тие самите се запалат, ќе немаат вода да се изгаснат. Значи до толку е нивната дотраеност. Тоа е факт и може да го потврди командирот на противпожарната единица. Зошто го ова зборувам и зошто излегов на говорница? Приносењето на буџетот на општина Битола за 2016 година од сите 10 на 11 предложени амандмани кои што ги имав јас лично од оваа говорница, една беше барав одредена сума на средства за купување на ново противпожарно возило кое што ќе му биде дадено на противпожарната единица од буџетот на општина Битола. Амандманот ми беше одбиен, повторувам, со образложение дека се очекува некоја сранска донација на нови возила кои што ќе бидат дадени на противпожарната единица од Битола. Толку заради тоа излегов на говорница и сакам да ми се одговори дали тие возила веќе стигнае, дали располага противпожарната единица со тие возила и дали ние како совет следните буџети имаме намера да поделиме средства да купиме барем едно возило со ова противпожарна единица. Бидејќи, не де Боже, не сите ни треба. Јас имам толку, се надевам дека командирот ќе ми одговори и благодарам.